Најпрво сакам да честитам на моите играчи на стварно еден феноменален надпревар. Прво, пак ќе се повторам, еден огромен карактер и кога се губеше на крај на минута и пол, значи 2 разлика, успеавме да се вратиме. Бевме малку нервозни на почеток на надпреварот, поготово првото полувреме направивме грешки кои што по мене не се грешки, него се глупости. Меѓутоа, кога играте со Париз, кога играте пред ваква атмосфера, секако дека малку и главата и фокусот не е на високо ниво, меѓутоа мислам дека од ден во ден екипата расти, дека почнавме да веруваме во она што го работиме, почнавме да веруваме во нашиот систем. Благодарност до битолската јавност која што стварно не поддржуваше во сите 60 минути, беше задоволство да се води екипата од клупата. Повторно ќе кажам, ова екипа има лидер, знае што сака, има искусни играчи кои што играле и кои што освојувале Лига шампиони, така да не гледам причина зошто против секоја екипа не би биле рамноправни, поготово кога играме овде пред нашите фантастични навивачи. Имаме квалитет, малку ме загрижува, не знам каква е ситуацијата со Никола Граховец, значи он е еден од клучите играчи во ротација. Денес Филип Кузмановски играше со температура, имаше 39, не знам како ќе биде, значи не очекуваат 2 надпревари од групната фаза од Купот на Македонија, не очекува идната недела, многу битен, за нас најбитниот надпревар, можам да кажам, оваа сезона. Ќе отидеме во Барселона да се представи во најдобро светло. Ако ни се укаже прилика, ќе направиме се што е во наша можност да тоа изгледа онака како што да тренираме наш систем, да играме наша игра. Ако е тоа доволно да се позитивен резултат, добро, ако не, пак ќе кажам, за нас сега фокусот е после надпреварот во Данска, фокусот е на надпреварот со Вардар. За нас да се биде или не надпревар, затоа што знаете каква е бодовната разлика, така да, пак ќе кажам, меч по меч, напорно работиме, се надевам на уште подобри изданија на фест. После надпреварот во Гог во Данска, мислам дека само довербата во овој период ни се оди нагоре. Мислам дека тоа многу ќе ни значи во престојниот период што не очекува за плейофот. Мислам дека овој бод посебно исто на домашен терен со Пиксеге, дека само довербата кај сите играчи ќе се крени и мислам дека располагаме со многу играчи, моментално сите сме здрави, тоа треба да радува и мислам дека ќе бидеме максимално спремни за плейофот. Одиме на секој надпревар на победа, дали требаше победа или не, дали имавме шанси или не, тоа навистина не значи кога играме на домашен терен и против ваков тим, пред ваква прекрасна публика како на секој надпревар, нормално дека ќе одеш максимумот. Мислам дека имавме слаб надпревар против Исток на домашен, можеби колективно, индивидуално, но денес покажавме тоа навистина што го тренираме овој период. Мислам дека максимално тренираме, многу сме фокусирани за овој период и треба повеќе верба. На добар пат сме и мислам дека квалитетот до крајот на ова плейоф што ни представува дека ќе излезе на максимум и мислам дека треба повеќе да веруваме, имаме многу квалитет и треба да се радуваме. Целите на Пелистра се секогаш на највисоко ниво, во тоа веруваме и кон тоа тежнеме. Одиме чекор по чекор, цврсто на земја и да веруваме во тоа што го имаме замислено пред почетокот на сезоната. Можеби сега кога ќе направиме анализа, можеби треба да ни биде малце криво на домашен терен, кога изгубивме од Гогунме на домашен терен. Мислам дека тоа многу ќе ни значеше ако победевме на домашен терен и ќе имавме можеби некои големи шанси да веруваме повеќе за Лигата на шампионите. Мислам дека имаме квалитет за да одиме понатаму, но задоволни сме за оваа година што го направивме. Ни предстои уште еден надпревар против Барселона. Треба да патуваме во Барселона да одиграме уште еден меч. Во Барселона не треба да се зборува многу, ќе одиграме тој надпревар за уживање, за одиграчки, ќе уживаме на теренот и ни простои после надпреварот со Барселона многу битен надпревар пред ЕФФ неделата кој треба да бидеме максимално фокусирани на домашен терен против Вардар.